Само веднаш во воведот одговор на вашето прашање. Во Европа има различни искуства, има различни начини на адресирање на овие прашања. Не секаде ова се адресира и се решава вака како што предлага Царовска. Значи, Европа е множество на различности. И ништо помалку не е Европа Литванија, или Латвија, или Романија, или Грција, или еден куп други земји, затоа што има различни мислења, има различни решења, кои што еднакво се европски. Во тоа множество на различности, тие различности се почитуваат. Господја Поповска, би сакал да ви се заблагодарам за прилично цивилната, толерантна, коректна дискусија, но мислам дека една претходна дискусија од еден наш колега тука, со прозивање, со лепење на етикети, кажува од прилика кој е во оваа приказна, кој е толерантен, а кој е нетолерантен. Зарем е нетолерантно, ако како родители бараме почитување на нашите родителски чувства? Зарем е нетолерантно, ако бараме да се почитуваат вредностите на нашите баби и дедовци? Како така лесно ни се лепат сега етикети од одредени јуришници, кои што мислат дека сите мора да размислуваат како нив? Оние кои што, или еден, или некој од оние кои што тука се колнат себе си во толерантност, баш со своето поведение туркаат нетолерантност. Во мојот вординг и тоа како внимавав било кого да не навредам и нема да го направам тоа. Внимавам на секој збор што ќе го кажам. Но јасна е агендата, господја Поповска. Јасна е агендата зошто од овој закон се брише одредбата каде што вели бракот е заедница помеѓу еден маж и една жена. Кажа и кажуваат секаде и официјално и неофицијално дека тоа треба да се менува, политиката на посвојување. Да, тоа значи кое што ова сега го донесуваат тука и за кое што ќе гласаат, дека утре ќе имаме ситуација на нерешени прашања кои што се однесуваат на соблекувалните, кои што се однесуваат на тоалетите, кои што се однесуваат на училиштата и така натаму и така натаму. Се отвараат многу големи прашања, се отвараат учебниците во градинки, во основни училишта. Лекциите, можете вие туфекџи да се смеете. Ви благодарам. Туфекџи можете. Лилијана Поповска, контра реплика. Благодарам, Ѓорчев. Може да се смеете колку што сакате. Може да ја туркате вашата нетолерантност, но јавноста има право да го чуе одговорот на овие легитимни прашања. Ви благодарам. Легитимни прашања и дилеми за кои што не добиваме одговор. Благодарам. Лилијана Поповска.